Во утренски печат на Слободна ТВ продолжуваме да говориме за правата на жената, за пензиите, за покачувањето на платите. И веројатно помисливте дека имам тројца соговорници и повеќе за овие теми. Не. Ја поканив министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, со која мислам дека најкомпетентно и најмеродавно ќе може да одговори на подготвените прашања. Добар ден, госпоѓо Тренчевска. Добар ден. За почеток на овој разговор сакам да истакнам дека сте социолог по образование со 20 годишно искуство во Министерството за труд и социјална политика и веројатно личност која на најдобар начин меѓу политиката и стручноста доаѓа за прв пат на вакво министерско место. Кој е вашиот коментар? Токму така, 20 години вработена во Министерството за труд и социјална политика, 9 години во приватниот сектор претходно и 3 години во граѓанскиот сектор, така да со искуството во сите сектори, владин, невладин и приватен сектор, мислам дека можам да одговорам на сите предизвици во Министерството за труд и социјална политика. Тоа веќе се гледа според политиката што ја водите и активностите што ги презедовте и не се совпаѓа онаа анегдота кога султанот ги примил своите министри и ги разместил на различни ресори и кога го прашале зошто го правите ова, па вика ако ги ставам на соодветните ресори може да ме сменат. Во политиката вие сте токму на вистинското место и да започнеме со ситуацијата во која што го одбележавте месецот март како месец за права на жената. Интензивно ја отворивте кампањата Гласна и храбра, која очекуваме да заврши. Дали ги сумирате, дали ги подготвивте податоците и анализите и што говори оваа кампања? Практично, може ли Министерството да понуди одредени бенефиции за одреден кадар, како што е медицинскиот персонал, да не заминува од Република Македонија, од аспект заради тоа што свесни сме дека заминувањето на овој кадар е исклучително битен, а многу се инвестира во него. Месец март го посветивме на жената преку кампањата Гласна и храбра, да не зборуваме за правата на жените само за 8 март, меѓународниот ден на жената, да зборуваме со различни целни групи, 30 дена, а да делуваме 365 дена. И токму целта на оваа кампања е да ги слушнеме сите жени во државата, во различни градови, од различни целни групи. Имавме панел дискусии со жените во здравство, со жените во IT секторот, со жените предприемачки, со жените ранливи категории на граѓани, примателки на социјална парична помош, примателки на некое друго право од социјална заштита. Имавме разговор со жените во безбедноста, во безбедносниот сектор, со жените жртви на насилство. Полесно да кажете со која категорија не сте разговарале. И се уште разговараме, да. Се уште разговараме, затоа што нашата кампања трае до 30 март. На 30 март ќе се случи 30 и 31 март меѓународна конференција на која што ќе ги кажеме резултатите од анализата од овие панел дискусии и разговори со сите целни групи. Така да ги собираме податоците, пред се потребите на сите со кои што разговаравме, затоа што во принцип политиката не смее да се креира зад затворени врати во кабинети. Политиката треба да се креира на терен, во разговор со сите заинтересирани кои што ќе имаат бенефит од одреден закон или политика, без разлика за што да станува збор. И низ таа комуникација дојдовме до она што ни е потребно, каде треба да интервенираме во законската регулатива, за да може бенефитот да биде поголем за целната група. И тогаш ќе може да кажеме дека законската регулатива навистина допира до секоја целна група. Така е со безброј законски решенија. Впрочем, Министерството за труд и социјална политика е едно од најтранспарентните министерства. Нема закон, стратешки документ, правилник кој што него работиме на еден транспарентен и инклузивен начин во комуникација со сите заинтересирани страни. Да отвориме
Втората тема, повторно поврзана со правата на жените, меѓутоа ова општествено зло, говорот на омраза, семејното насилство, се теми кои верувам и во вашето работење во тој 20 годишен период сте имали и практични примери. Сега имате и политичка моќ, условно кажано, како министер да ја придвижите оваа политика. Дали имате сознание дека тенденцијата опаѓа или обратно, дека со пријавувањето на бројот овие жени, овие жртви се охрабрија и појавата доби на значење, дека е многу распространета токму во вашиот период кога сте министер? Гласна и храбра е токму за тоа. Да се прејавуваат сите случаеви на насилство, вклучително и говорот на омраза, за да можеме како институции да реагираме соодветно. Во изминатиот период беа донесени и измени и на кривичниот законник, беше донесен Законот за заштита од насилство врз жените и семејното насилство, беше ратификувана Истанбулската конвенција, се со цел да се создаде правна рамка со која што институциите ќе можат да реагираат на говорот на омраза. Од друга страна, со експанзијата на социјалните мрежи, навистина секој еден може да каже што сака, без да биде казнен. Апсолутно, без да биде казнен. Но со последните измени на кривичниот закон, каде што и родово базираното насилство, и демнењето, и сексуалното насилство се ставија како нови кривични дела, претходно со говорот на омраза како кривично дело, верувам дека институциите, особено судството, јавното обвинителство, ќе реагира на секој говор на омраза. Не може говорот на омраза да не биде санкциониран, затоа што не е се исто кој ќе прочиташ на социјалните мрежи квалификации кои што се рандом дадени. Квалификации кои што не одговараат. Говор на омраза, потикнување на говор на омраза, онлайн насилство. Сето тоа мора да се санкционира и верувам дека со кампањите, со подигањето на свеста, кај секој еден може да биде предмет на говор на омраза. Да, политичарките се најизложени, меѓутоа секој еден граѓанин може да биде говор на омраза. И првата конференција која што ни беше во рамки на нашата кампања Гласна и храбра беше токму посветена на говорот на омраза. Да ја заокружиме оваа тема со уште едно прашање поврзано со работата на Собранието, каде што вие како дел од извршната власт и член на владата сте сведоци на одреден говор на омраза од политичките опоненти. Дали можат овие правни лекови или дали овие општествени норми може да придонесат да се подигне политичката култура во Собранието, па на некој начин тоа да биде и модел за другите граѓани во општеството? Собранието ги носи законите. Да. И од друга страна, треба да ги почитува законите. Не сме, особено во парламентарниот дом, во Домот на демократијата, да се Ние гледаме и други парламенти. Таму е уште полоша ситуацијата. Не сме да се користи говор на омраза и истиот треба да биде санкциониран без разлика од кој да ја каже. Тоа беше поентата да се слушне политичката. Реакцијата мора да биде да постои, за да барем оние кои што ги носат законите, и за нив важат исто како и за сите нас. Да ги почитуваат. Сега една тема ќе отвориме која е исто така суштински битна и како што кажа во најавата, вие сте компетентна личност и како министер, меѓутоа и како социолог да говорите. Станува збор за утврдувањето на минималната плата од страна на Министерството и на владата за 2023 година во бруто износ од 29.739.000 денари, односно нето износ 20.175. Прашањето гласи: што добиваат граѓаните кои се офатени со ова решение и реално дали се манифестира ова во подобрување на квалитетот на животниот стандард? Кога дојдов како министерка за труд и социјална политика 2022 година, прво решение кое што го донесовме беше измената на законот за минимална плата, односно донесување на едно системско решение кое што ќе значи постојан раст на платите. Ако сме популисти, можеме да донесеме адхок решение кое што ќе дадат резултат на краток рок. Или пред избори. Или пред избори, апсолутно. Меѓутоа, интенцијата на оваа влада и на Министерството за труд и социјална политика и мене како министерка за труд е да имаме системски решенија. Да има стабилност и континуитет. Систем кој што ќе гарантира
зголемување на приходот кај граѓаните. И законот за минимална плата го гарантира тоа, дека секоја година со новата методологија платите ќе се осогласуваат согласно трошоците на живот и согласно порастот на просечната плата. И она што е најважно, и во моменти кога ќе немаме инфлација толку голема како што имаме во моментот, просечната плата постојано ќе расте, затоа што платите постојано растат, ќе имаме повторно зголемување на минималната плата. И ова е систем кој што е добар за граѓаните, затоа што граѓаните ќе имаат повеќе приход во своите семејства, на своите трансакцијски сметки. Ако се вратиме наназад, и 2017 година, кога Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт, минималната плата беше 12.000 и не секаде. Тука сакам да ве подсетам колкав беше отпорот кога се спомна минималната плата да биде 14.000. Дали го имавте и тој отпор сега, не само од работодавачите и другите партнери? Некако ова помина многу дипломатско решение. Немаше отпор, так. Напротив, со консензус на економско-социјалниот совет ја донесовме одлуката која што беше прифатена и од владата, апсолутно, и од синдикатите, и од работодавачите. Едноставно, и работодавачите рекоа дека изјавите после економско-социјалниот совет по донесувањето на одлуката беа дека ова е само прагот на најниската плата што треба да постои. Приватниот сектор не треба да се врзува за минималната плата, таа да биде основна плата за сите вработени. Туку плата под која што не сме да биде исплатен ниту еден работник. И тоа е добро. Ова е сега плата за месец март. Предпоставам дека се уште ги обработувате податоците. Имате ли податок колкав е бројот на лицата што би влегле во категорија минимална плата? За жал се уште ги немаме добиене, тоа управата за јавни приходи. Меѓутоа и не сум сигурна дека точниот број можеме да го добиеме, затоа што кога се доставува образците со платите во управата за јавни приходи, се доставуваат со одбитоците. И може некој да биде на 20.150 денари, меѓутоа да има и одбитоци, разни одбитоци од платата. Така да бараме начин како да дојдеме до тоа, меѓутоа тој број не е голем, не е како што се спомнува од страна на синдикатите. Напротив, бројот на вработените кои што земаат минимална плата е се помал. Сега ќе отвориме една тема, ја нема да ја наречам болна, туку ќе ја наречам како и секоја друга тема, по проблем кој мора да се пристапи и да се решава. Вие сте на местото министер за труд и социјална политика, а друг колега е министер во информатичко општество и јавна администрација. Видовме што се случи во изминатиот период кога сегашната опозиција беше власт, од 80-90 вработени во јавната администрација, официјално призна во еден период дека се 125.000, а неофицијалните податоци говореа до 150.000. Сега оваа бројка, предпоставувам, за нашата економија или за нашето стопанство е се уште висока. Владата веројатно тешко се нафаќа да го намалува овој број, затоа што е многу сензитивна темата, а од друга страна, свесни сме дека буџетот е тој што го имаме. Дали очекувате дека може да се случи реформа во јавната администрација? Дали може таа реформа да почне па да биде обструирана, или навистина сте оптимист дека Македонија може да постави еден концепт? Тоа не може да биде само во овој мандат, затоа што реално знаеме дека тоа е многу тешко сега да се направи, меѓутоа барем во еден подолг циклус да се направи реформа на јавната администрација. Пак ќе ве вратам на онаа политичка синтагма од 2006, мала, ефикасна и професионална јавна администрација. Ова е секако врзано со правата и на работниците во јавниот сектор. Мора да биде мала и ефикасна јавна администрација, затоа што јавната администрација ги дава услугите кон граѓаните. И ако не е ефикасна, тогаш ќе имаме незадоволство кај граѓаните. Дефинитивно имаме гломазна администрација, но од друга страна реформите не се случуваат преку ноќ. Не. Важно е да има политичка волја кај сите, не само кај владата и кај синдикатите, да пристапиме кон реорганизација на јавната администрација. Реорганизацијата на јавната администрација не значи дека ќе остане некој без работа,
Да, не мора да значи таква определба. Не треба да гледаме на реформата во администрацијата, на реорганизација на државниот апарат, дека некој ќе остане без работа. Ние имаме недостаток на работна сила во приватниот сектор. Голем дел од вработените во јавниот сектор со мобилизација може да одат со мобилност, всушност може да отидат во приватниот сектор и да се потполни тој недостаток во приватниот сектор. Но она што треба да го направиме е реформата во јавната администрација и мора да започнеме и реорганизацијата, да видиме каде имаме вишок на вработени, а каде недостасуваат. Не секаде во јавниот сектор имаме вишок на вработени. Во министерствата, во органите на државната управа имаме недостаток на кадри, на добри правници, добри економисти, социјални работници. Во прилог на ова, соговорниците што беа дојдени во неколку емисии, токму го кажа тој дел дека имаат недостиг од кадри за одредени стручни професии, токму заради заминувањето. Секојдневно се одлива кадрот од државната администрација во приватниот сектор. Добрите работници секојдневно си заминуваат во приватен сектор. И во Министерство за труд и социјална политика секојдневно си Дали заминуваат. платата е индикатор за тоа или се некои други мотиви? Имате направена анализа? Во разговор со колегите кои си заминуваат, најчесто е платата, затоа што навистина во Министерство за труд и социјална политика е релаксирано, нема мобинг врз вработените, имаме одлична комуникација и министер со вработени, меѓутоа и внатре во секторите, така да најголема секаде во светот платите во јавната администрација се многу помали од приватниот сектор. И така треба да биде. На ова прашање ми одговоривте, односно дадовте одредено политичко видување, меѓутоа сакам сега да го издвојам како посебна тема. Меѓу средба со граѓаните и прием незаинтересирани граѓани во вашиот кабинет, и според она што успевам да го читам во медиумите, на општествените мрежи за вашите активности, гледам дека изборот е одење на терен, директна средба со граѓаните. Дали оваа методологија е ваша измислица под наводници во цела година да се биде на терен заради 20 годишното искуство кога сте биле стручен работник за темите и за прашањата, и дали може ова да биде одреден модел за вашите колеги дека треба со граѓаните да излезат во текот на целата година мандатот, а не само 20 дена пред избори? А и останатите колеги се постојано на терен. Не, зборам за министрите. Не за од вашата влада. Не, за министрите. Ако го видите, министерот за земјоделие е постојано на терен во ова е добар аргумент. Во комуникација со земјоделците, затоа што треба да ги знаат придобивките од субвенциите. Да, министерот Спасовски исто така е постојано на терен. Министерот Бочварски и он е постојано на терен. И сега зависи од надлежностите на самото министерство. Ако ги гледате министрите како работат. И пратејќи ги на социјалните мрежи, ќе видите дека зависно од целната група. Сега надлежностите на Министерството за труд и социјална политика се огромни. Ние кај нас и работниците и пензионерите и примателите на детски права, на социјална заштита, на правот социјална заштита. Значи, тука е правата на жените, насилството врз жените, кои ќе видите, имаме огромна надлежност и затоа можеби се остава впечаток дека и јас сум постојано на терен. Но ако ги следите и останатите, ќе видите дека и останатите министри се на терен. На сите ни е јасно дека комуникацијата со граѓаните дава добри политики. Носи до решенија кои што одговараат на граѓаните, односно на таа целна група што ја имаме. Ова социолог зборува. Апсолутно. Социолозите се добри методолози и вообичаено пред да започнеме со била каква активност ние правиме план, правиме методологија, активностите како ќе ги реализираме и тука можеби таа аналитичност на социолозите е присутна и кај мене како социолог. Меѓутоа морам да кажам дека и останатите министри се присутни на терен и сите заедно, ако го видите и Бектеши во економија, исто така и тој кога ги креираат политиките постојано се со приватниот сектор. Ова ќе го искористам сега како едно свое видување и согледување, гледајќи го вашиот профил и воопшто фотографиите.
Значи не само вашите изјави што ги дававте во изминатиот период како анализа на содржина, туку и фотографиите. Сакам да ви поставам прашање, имате некој фотограф или фотошоп што специјално прави луѓето да бидат среќни кога се фотографираат со вас? Немаме, ако гледате сликите воопшто не се... Не се договорени? Не користиме фотошоп. Не, Буквално и на многу слики ќе видите дека и јас, ако бев личност која што користи фотошоп, немаше да бидат ставени тие слики. Буквално преку фотографиите на социјалните мрежи сакаме да ја доловиме атмосферата на нашите средби. Не треба природниот изглед на секој од нас треба да биде тој што треба да биде представен во социјалните мрежи, така да не користиме Како новинари ќе ве следиме во работата, а сега преминуваме на една нова тема, а тоа се пензиите. Дали со оваа категорија на луѓе имавте средби и дали можеби тие беа нервозни? Поинаку речено, пензионерите се индикатор или нивните примања за криза или за рецесија во општеството, со оглед дека имаат фиксна пензија. Што направивте за нив? За нив направивме многу. Ако земеме од... Внимавајте, ве слушаат. Да, и јас сум во постојан контакт со пензионерите. И јутре имам средба со пензионерите, и во сабота имам средба со пензионерите, затоа што сакам, и кога дојдов 2022 година, средбите со Сојузот на пензионери, со различните целни групи ми беше приоритет, за да ги слушнам нивните барања. Што тие сакат. И тие сакат системски решенија. Не сакат адхок решенија, и затоа во март 2022 година беше изменета покрај законот за минимална плата, беше изменет и законот за пензиско и инвалидско осигурување. И таму воспоставивме систем на постојан раст на пензиите. Ако видиме, од само за година дена ние ги покачивме пензиите над 20%. Кумулативно. Кумулативно. Така. Никогаш досега пензиите не биле покачувани така. Имавте и други мерки. Имаше популистички мерки за покачување на пензиите 600 денари, 650 денари. Се сеќавам. Да, меѓутоа не влегуваа во основицата. Нашите покачувања, секое ново покачување го зима во предвид претходното кое што влегува во основицата. И на таа сума следува новото покачување. 8,4% никогаш досега не сме имале наеднаш 8,4% покачување на пензиите. И ако земаме за година дена, колку што ги покачивме, е над процентот на инфлација. Значи, повторно имаме повеќе пари во буџетот на секое семејство каде што има пензионери. И да не заборавиме, покрај покачувањето на пензиите, ние во 22 година во двата пакети на антикризни мерки ги вклучивме токму пензионерите. 330.000 пензионери има во државата. Сите 330.000 пензионери во првиот пакет на антикризни мерки добија 3 месеци по 1000 денари. Во вториот пакет на антикризни мерки ги офативме оние најранливите до 14.000 пензија, кои што 3 месеца добиваа. Едните добиваа 6.000 денари распоредени за 3 месеца, другите 3.000 денари распоредени на 4 месеца. Мерките што сте ги презели и како влада и како министерство всушност говора за таа чувствителност во политиката, дека имате разбирање за не само за проблемите, туку свесни сте дека економската криза прво нив ги удира. Сега сакам да го подигнам ова прашање на уште повисоко политичко ниво, гледано од аспект на нашиот број на луѓе што заминуваат, кои што во процесот на поделба на трудот не се присутни, заминуваат во странство, а од друга страна бројот на лица од работниот процес заминуваат во пензија. Може ли Македонија во клучно првиот столб да дојде во една дискрепанца да нема кој да го полни пензискиот фонд во еден долг период и една категорија на луѓе да се доведе во ситуација да нема пензии? Овој страв постојано се зборува од одредени луѓе. Што говорат вашите анализи? Пензионерите и сите оние кои што се приближуваат до пензионирање треба да бидат спокојни. Стабилноста на пензискиот систем е загарантирана. Ние и затоа одиме со вакви проценти на покачување на пензиите, за да не го нарушиме. Од една страна да имаме покачување на пензијата, меѓутоа од друга страна да го оставиме во стабилна состојба пензијскиот фонд. И пензијскиот фонд е стабилен. Заврши времето кога владата носеше мерки
со кој што ги го поддржуваше приватниот сектор и ги ослободуваа од плаќање на придонесите, меѓутоа владата не ги плаќаше придонесите и тога се створи една дупка во пензискиот фонд 2016, 15, 16 од 400 милиони евра. Мислам од вториот да влада. Дефинитивно и тогаш бев во Министерството за социјална политика и ја знам состојбата. Денес од година на година и кога носиме мерки за поддршка на приватниот сектор, за ослободување од придонеси, владата ги плаќа во истиот момент. Така да се полни пензискиот фонд. И од година на година се повеќе имаме приход во пензискиот фонд токму од придонесите. Така да, кога ги креираме политиките, за нас многу е важно да имаме стабилност на пензискиот фонд. Затоа што тоа се категорија на граѓани кои што се повозрасни, кои што не можат дополнително да работат. И пензионерите единствен приход им се пензиите. И мораме да мислиме на стабилност на пензиите, меѓутоа од друга страна да мислиме и на постојано покачување на пензиите. Во интерес на времето и вашите планирани активности, сакам уште една тема за крај да отвориме, а тоа е работата на центрите за социјална работа и градинките во едно прашање. Меѓутоа, пред да одговорите на прашањето, сакам да ви дадам еден пример од пред доаѓањето на оваа гарнитура на власт, каде што една пријателка ми пренесе информација дека замолила нејзина пријателка да посредува кај директорката да биде примено нејзиното малолетно дете. Одговорот од директорката било дали е наше детето. Дали се промени овој концепт со вашето доаѓање и дека сите деца се наши, дали капацитетите во градинките се зголемија, дали направивте похумана средина за работа и за персоналот и за децата? Со еден збор, што направивте на овој план? Тажно е кој ќе слушнеш вакво нешто, децата да ги делиме на наши и на ваши. Детската заштита, социјалната заштита не смеат да бидат инволвирани во политиката. Затоа што децата немаат политичка определба, тоа се деца. И секое дете треба да има пристап до предучилишно образование. Проблемот со предучилишното образование е евидентен во државата, меѓутоа не секаде, особено во Скопје, и затоа градиме градинки. Од 2017 година до денес имаме изградено 80 објекти, 80 градинки и зголемен опфат на дечињата во предучилишното образование. Продолжуваме и 23 година со градење на нови градинки, се со цел да возможиме на секое дете, во секоја средина, урбана, рурална средина, да има пристап до предучилишно образование, ако имаме во предвид дека предучилишното образование несомнено многу влијае на тамошниот раст на детето и развој на детето, особено затоа што со вклучување во предучилишното образование детето се стекнува со нови вештини, кои што му помагаат понатаму многу полесно да ги помине останатите степени на образование. И еден од приоритетите на Министерството за труд и социјална политика е токму тоа: секое дете да има пристап до градинка, да нема вмешување на политиката во приемот на децата во градинката, затоа што тоа се деца, и да нема реакции од граѓаните дека детето не им е примено затоа што тие се припадници на одредена политичка партија. Тоа е недозволиво денес да го имаме. Работата на центрите за социјална работа мора да се подобри. Правиме анализи на ова, имаме центри кои што функционираат одлично, меѓутоа искрено ќе видиме има центри каде што администрацијата затајува. И секој вработен во центарот мора да биде на услуга на граѓаните. Не смее да биде вратен нито еден граѓанин, да не му биде дадена услуга, затоа што за тоа земаат плата. Сите ние во администрацијата земаме плата за да бидеме на услуга на граѓанинот, на потребите на граѓаните. Да бидеме коректни, па и тој граѓанин каде што се наоѓа во здравствениот дом, во пекарницата, и тој дава некоја услуга и производ, и тој ја врши професионално работата на истиот начин. Апсолутно, меѓутоа општеството нема да функционира ако не се услови на криза, во услови на
ние последните години значи се сочивме со ковид кризата. Излеговме од ковид кризата, се сочивме со економска, со енергетска криза. И нашите услуги како Министерство во делот на социјалната заштита се неопходни за граѓаните. И не може центрите да не ги даваат професионално таквите услуги, информации, да ги враќат, да не ги примат странките. Мора да најдат начин. Центрите се сервис на граѓаните и така треба да се однесуваат. Ова е убава поента за крај на ова интервју. Господјо Тренчевска, како министер, како социолог и како жена, лично ми беше големо задоволство да го направам ова интервју со вас и да констатирам една состојба дека сте максимално отворени спрема медиумите, односно, всушност, веројатно таа ваша филозофија на контакти со луѓе и на отвореност со јавноста ја промовирате политиката. За ваша информација и натаму ќе ве следам и ќе ве поканувам секогаш кога ќе почувствувам дека имате нова определба, односно нови политички мерки. Ви благодарам пред се на поканата денес да ги информираме граѓаните за сето она што се случува во Министерството за социјална политика, а секако сум отворена и за соработка понатаму, особено со медиумите, преку кои што можеме да дојдеме до поголем број на граѓани, да ги информираме за сето она што го работи Министерството за социјална политика. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, го следевте интервјуто со министерката Јована Тренчевска на тема покачување на пензиите, покачување на минималната плата, правата на жената и работата на центрите за социјална работа. Продолжуваме со рекламен блок.